Се почна пред 25 години. За 2,5 децении, со над 1000 обуки, стана партнерство со многу доверба, што се круниса со заедничко учество во мировни мисии. Националната гарда на Вермонт и Македонската армија четврт век пишуваат историја. Еве ги сведоштвата. Од Скопје преку Вашингтон до Вермонт, така оди патот до партнерството. Интересот една држава да стане дел од програмата почнува со известување на Американската амбасада, која потоа преку воениот командант го информира генералштабот. Министерот за одбрана носи одлука за номинација и му го соопштува тоа на шефот на бирото на Националната гарда, кој ја создава врската. Таков, пред 2,5 децении, бил редот и на нашата земја, за која било решено да се поврзе со Вермонт. Безбедноста на нацијата на врвот на приоритетите на Пентагон. Во најголемиот административен објект во светот. Секогаш се размислува за инвестирање во модернизација на клучните делови на одбраната, меѓу другото и за да се одговори на новините на конкурентите. Во зацртаните задачи секогаш се зголемување на воената сила, зацврстување на партнерствата традиционални за време на создавањето нови, како и реформи во оделите. Секако не се заборава ниту за јакнувањето на капацитетите на ракетната одбрана. Во срцето на американската одбрана, Пентагон, со задоволство се зборува за 25 годишното партнерство меѓу Националната гарда на Вермонт и Македонската армија. Полковникот Вилијам Хамер вели дека е една од најстарите и најуспешните соработки, а она што е исто толку важно и најпродуктивно е што резултирало со реформи потребни за исполнување на стандардите на НАТО и соучество во мисии за обезбедување на светскиот мир. Кои се главните критериуми за подготовка на партнерство меѓу Националната гарда и одредена земја? So the state partner along with their country partner will determine what is most important for that country. And so it's a partnership that's based on trust and time. So we'll start out with very basic needs of the country to build capacity in their defense apparatus, and then over time those needs will grow. So in this case, we started out with a country that was post-Soviet Union country that needed to build capacity in their defense and government agencies. So Vermont started out at a very basic level, and now if you fast forward to 2010, when Northern Macedonia deployed with Vermont to Afghanistan, that shows that program has grown and matured over time, and that the defense capacity of your country has grown so much that it is no longer a consumer of security cooperation and security, now it is an exporter of it. Зборувавме до сега за критериумите, сега ме интересира која е целта на партнерската програма меѓу одредена земја и Државната национална гарда. So the goal of the program is, as I said, to grow capacity within that country, to get them to the point where they can export security, to be a part of regional stability, global stability, to take their the state partnership program it's a whole of society approach. So it's not just the military; it's whole of government. It allows for the state that they're paired with to actually bring to bear all of those elements of society and integrate them and to exchange those skill sets with the country. Дали програмата се менува во однос на тоа дали една земја е кандидат за членство во НАТО, земја во процес на пристапување и земја членка на алијансата? Because the partner country becomes a member of NATO, they will not leave the partnership program because they've achieved a member in any sort of alliance like NATO. The relationship will continue to grow and mature
So one of the primary goals of this particular relationship was to build interoperability with NATO members. So, for example, with Vermont was able to help Northern Macedonia with moving to like standardized NATO rounds, communications equipment, medical organizations, that sort of thing. So as they continue to grow and mature in their relationship, they can be more contributing partners to the NATO alliance. Националната гарда на Соединетите Американски држави е составена од две компоненти – армија и воздухопловни сили. Копнениот дел има над 300.000 луѓе со сите аспекти како американската армија, пешадија и оклопни возила. Во воздухопловниот дел партиципираат 100.000 припадници. Управуваат со борбени авиони, летала за транспорт, разузнавање, за извидување. Американскиот председател Доналд Трамп за фискалната 2019 година потпиша $717 милиарди за одбраната. Овие средства се и за зголемување на платите на војниците и за нови вработувања. Оценката е дека така ќе се зголеми воената сила и на активниот и на резервниот состав, како и на единиците на националната гарда. Ке ги замениме старите тенкови, бродови и авиони со нови, со најразвиена технологија. Се надевам дека нема да има потреба да ги употребиме. Но ако тоа се случи, никој нема шанса со нас, порача првиот човек на Соединетите Американски држави. Генералот Джозеф Ленгиел е шеф на бирото на Националната гарда. Партнерството меѓу Националната гарда на Вермонт и нашата земја ги надминало неговите очекувања. Вели, од запознавање до заедничко учество во мисија, учевме едни од други, разменивме информации и за нашите култури се сближивме. Тоа, според генералот Ленгиел, помогнало резултатот да биде нашата интеграција во Северноатлантската алијанса. Генерале Ленгиел, вие годинава прв пат бевте во мојата земја, си заминавте со убави импресии, сега сме на ваша територија. 25 години партнерство меѓу Националната гарда на Вермонт и македонската армија. Каква е вашата оценка за соработката? Well, thanks for the question. I think that the partnership between the Vermont National Guard and Macedonia, North Macedonia, has probably far exceeded any of our expectations. We started this partnership to get to know each other, to begin interoperability between our militaries, to help facilitate maybe NATO integration and Euro-Atlantic integration with North Macedonia. And the relationship and the things we've done together over the past 25 years, we've deployed to war together. We've taught each other things about each other's culture and country that have made us closer. And in general, I think it has helped facilitate a more peaceful regional interaction between the United States, NATO, and the Euro-Atlantic community. Ние сме чували на вашиот сон, е вашето мото, кога најчесто се активира Националната гарда. So the National Guard has kind of changed over the years. We used to be what we call a strategic reserve, where we weren't expected to be used unless the nation had another world war like World War II and the like. But now we are what we're called an operational force. So we do three things in the National Guard. We help our nation fight wars and carry on our nation's strategic interests all the time, whatever they may be. And so we're always mobilized. As I'm talking to you today, we have 40,000 members of the National Guard who are across the world on various different continents doing what our nation needs us to do. When we're in the homeland, we work for our states and for our communities, for domestic operations, whether it's hurricanes or floods or fires. And then the third thing we do is we build partnerships. And partnerships with Vermont National Guard and North Macedonia. And we're very proud
of the fact that we have 83 nations now who are partners with the United States National Guard, and North Macedonia has a relationship with us. It's been 25 years. It's among our oldest partnerships and among our most successful partnerships. So we're very proud of those things that we do. Дали може би ќе видиме сведоци на одбележување 50 годишно партнерство меѓу Националната гарда на Вермонт и македонската армија? You know, I certainly can't see into the future, but here's what I'll tell you about this program. The partnership is designed to be a long-term thing. There's nothing quick. There's nothing that's supposed to happen fast with this program. What we're supposed to do is we're supposed to determine how can we best be friends? How can we best make each other better? So we have been for 25 years now partners, and we have done many, many things together as partners. And we have determined that together we have shown each other that our militaries can work not only together in combat like we have done with Vermont and Macedonia military forces, but we have worked together to how do we use our militaries in our homeland and in regional capacities with our partners around the region. So I think that this partnership is going to last long beyond another 25 years. We haven't even yet begun to think what we'll do together. Maybe not just in the Balkans or in Macedonia or in the United States, but together maybe in Africa, as together the Vermont and Macedonia National Guard or go together and do something in Africa for some other partners. So I look forward to many more years of partnership with the United States National Guard and North Macedonia. Изградбата на зидот меѓу Соединетите Американски држави и Мексико предизвика низа турбуленции во домашната политика на земјата. Не беше поштедена ниту одбраната, додека Белата куќа од Пентагон бараше неколку милиарди долари за таа намена. Представничкиот дом на Американскиот конгрес со резолуција за укинување на воредната состојба, која председателот Доналд Трамп ја воведе за да собере средства за изградбата на зидот меѓу САД и Мексико. Во почетокот на годината, во работна посета на Соединетите Американски држави беше министерката за одбрана Радмила Шекеринска. За време на престојот беше гостинка и на шефот на бирото на Националната гарда, генерал Ленгијал. Вели дека она што е клучно е дека 25 годишното партнерство придонесло нашите војници и службеници да размислуваат во НАТО контекст. Според министерката Шекеринска се покажало дека соработката не била резултат само на политички интерес, туку на стратешка волја дека двете земји заедно се посилни. Кои се главните придобивки за нас од оваа повеќе децениска соработка? 2,5 децении трае соработката и таа соработка покажува дека нашето стратешко партнерство со САД не било резултат на политички интерес, туку на стратешка волја на двете земји дека заедно се посилни. 25 години и преку соработката со Вермонт и преку одбранбената соработка ние добивме навистина неверојатна шанса да ги обучиме нашите државни службеници, но особено нашиот воен врв, да работат, да функционираат и да размислуваат во НАТО контекст. Кога почнавме да ги водиме разговорите со НАТО по поканата, навистина се чувствував колку сме подготвени да бидеме успешни и да бидеме ефикасни. Меѓу другото, заради тоа што можевме да се подпреме на голем број на офицери кои во вакви престижни институции во земји членки на НАТО го добиле образованието. И таа инвестиција ние постојано гледаме како и носи добро на државата. Особено соработката со Вермонт е значајна заради бројката на луѓе кои учествувале во оваа соработка. Значи не се работи за 20, 50, 100 луѓе, се работи за неколку илјади припадници на нашата армија кои што учествувале или на заеднички вежби, или биле на обука, или на тренинг, или имале некаков тип на врски и контакти со гардата во Вермонт. И буквално можете да видите како тие врски и ден денеска траат
и како тие според нас ја подобруваат нашата армија, но и според зборовите на многу луѓе од Вермонт, влијаеле позитивно и кај нив. Врвот беше дури и во 2010 година, кога заедно отидоа дури и во многу опасна воена операција. Меѓутоа, дури во мирно временски услови, еве 2018 година, мислам дека имавме заедно околу 11 заеднички вежби и настани, со кои секоја година оваа соработка јакне. Први во војна, први во мир, први во срцата на луѓето на земјата. Ова била пораката на Џорџ Вашингтон, првиот претседател на Соединетите Американски држави, во чија чест е направен овој споменик. Џорџ Вашингтон важел за вистинска икона на американската војска и на граѓанскиот патриотизам. Делото кое треба да биде подсетник на неговото време, важи за највисок обелиск, 169 метри, направен од мермер, гранит и синкамен. Од Вашингтон заминавме за Вермонт, државата со која го градиме 25 годишното партнерство. Центарот на главната команда е во Колчестер, неколку километри од најголемиот град, Бурлингтон. Нашата посета им ги освежува сеќавањата на сите оние кои имале допирни точки со програмата за партнерство. Еден од нив е и главниот наредник Стивен Зепи. Тој вели дека најважно од се била желбата на двете страни да работат заедно. Кога ја почнавме соработката, видовме партнер кој има волја и интерес да работи со нас. Тоа е најважно за долгорочна врска, смета наредникот Зепи. I think the most important is the willingness of both partners to work together. When we started our partnership with Macedonia, we found a partner that was very willing and interested in working with us, and we had a state that was interested in working with the partner. And I think that that is absolutely crucial to a long-term relationship. Well, the overall program goal of security cooperation is to improve the military and state of the foreign nation. So we've been working with Macedonia and now North Macedonia for 25 years to improve the military and its effectiveness and efficiency, and especially with North Macedonia to assist with the accession into NATO. So our partnership will remain strong no matter what the status of North Macedonia is. That said, we're very excited about the accession into NATO, and we look forward to working with North Macedonia as they complete the accession process. There's a lot of work that goes into preparing the country or assisting the country in that accession. Becoming a NATO standard in all of its practices and military style is important to NATO and important to the U.S. And we look forward to working with North Macedonia as they continue that process. Како? Што би вклучувала партнерската програма во иднина? So we're working a lot with the transition from North Macedonia from the Kalashnikov rifle to the M4 rifle, NATO standard. We're also working with them on NCO development and range development at Krivolak. Домаќин на екипата на македонската телевизија во Вермонт беше и мајорот Џон Херн, директор на програмата за меѓудржавно партнерство. Вели дека она што е главно за него е да ги разбере потребите на македонската армија и да ги вметне во стратегиите, пошто следува организацијата на настаните. Врз основа на кои критериуми се подготвуваат партнерските програми конкретно меѓу македонската армија и националната гарда на Вермонт? We try to understand what the needs and desires that the North Macedonian Army has at the strategic level, and we try to fit that with the integrated country strategy and the COCOM strategy, and then also pair that with
Vermont strategy and the training objectives of our battalions and brigade. And we develop our events based on that. And we try to find mutually benefiting events and support those so that we can benefit both North Macedonia and Vermont. Што ги вклучува партнерската програма во иднина? So right now, there's a big effort for regionalization and cooperation between all of the countries in the Balkan region and the A5 community. And so one of the big efforts that we're focused on right now is the regionalization of cyber. So we are working with Major King from the 158th Fighter Wing. He is a squadron commander there for the IO squadron. And he is planning to assist North Macedonia with some IT infrastructure changes and also to assist in the regionalization effort within the Balkan and A5 community. Some of the other big events that we have planned is NCO development. We're working towards understanding some of the NATO standards. There's opportunity for some joint credit and some NATO NCO development opportunities that we'd like to involve North Macedonia and Vermont in, as well as just some NCO development opportunities between Vermont and North Macedonia. Another big line of cooperation for both Vermont and North Macedonia is our emergency preparedness. So we do a lot, obviously, within the National Guard as a whole with disaster preparedness, defense support to civilian authorities, what we call DISCA. And we also understand that that is a big line of cooperation for North Macedonia as well. So we pair our state resources within our state emergency management here in Vermont, as well as our subject matter experts from the Vermont National Guard to assist North Macedonia in their emergency preparedness through the CMEP program. So that's another big line of cooperation between Vermont and North Macedonia. And then lastly, we do a lot of medical preparedness. So our medical company within the 86 IBCT is assisting North Macedonia with the rollout of their Roll 2 medical facilities and participates in medical events as well. И мајорот Херн е убеден дека партнерството меѓу Националната гарда на Вермонт и македонската армија ќе продолжи, а можностите за обука и настаните може да се дефинираат и врз основа на условите на НАТО, додека земјава влегува во алијансата. It's a very strong relationship. It's a very strong partnership. I think some of our training opportunities or events may change slightly based on NATO standards, and we'll try to figure out areas where we can contribute to assist North Macedonia as they enter NATO. So I wouldn't say the partnership would change, but maybe we'll develop some events to assist in their accession process or assist in understanding the NATO standards and providing any of our expertise to assist the North Macedonian Army in that process. Во следната емисија ќе гледате остварување на партнерството, што се поминува како обука инженерскиот батаљон на Националната гарда на Вермонт и за каква цел. Сведоштва на македонски војници од вежби во Соединетите Американски држави, промена на командата на Националната гарда на Вермонт и разговори со генерал-мајор Стивен Креј и полковникот Грег Најт. Интервју со началникот на генералштабот, подполковник Васко Ѓурчиновски.